Половина час пред полноќ на регионалниот пат Тетово Радиовце, 52-годишникот Милетино, управувајќи патничко возило Hyundai со тетовски регистарски ознаки, излетал од патот и удрил во дрво. Од добиените повреди тој починал на местото, а смрт констатирал лекар од интна медицинска помош. Увид на местото извршиле јавен обвинител и екипа од СВР Тетово. По наредба на јавниот обвинител, телото на починатиот било предадено на обдукција, информира денеска секторот за внатрешни работи Тетово. Во 18 часот вчера на булевар Маршал Тито во Тетово патничко возило Сеат Леон со скопски регистарски ознаки, управувана од 28-годишникот село Порој, удрило во пешак 30-годишникот Мала Речица. Од ударот 30-годишникот се здобил со тешки телесни повреди и со возила на итната медицинска помош бил пренесен во клиничката болница Тетово. Врз основа на судска наредба, полициски службеници вчера извршиле претрез во работилница на улица 18 ноември во Гостивар, собственост на 68 годишник. При тоа во работилницата бил затекнат 30 годишникот Република Албанија, кој бил лишен од слобода поради постојање основи на сомнение за извршени повеќе кривични дела, кражба и поседување огнено оружје, како и други кривични дела. При претресот биле пронајдени една автоматска пушка без рамка, една рамка за автоматска пушка со 24 куршуми, калибар 7,62 мм, една рамка за пиштол со 4 куршуми, еден пиштол без рамка, како и други предмети за кои постоеле сомнение дека потекнуваат од кривично дело кражба, и тоа 9 мобилни телефони, 2 дигитални камери, 8 рачни часовници, бижутерија и други предмети. Како второ осомничен за кражбите бил приведен и 26 годишен гостиварец. Тетовските полицајци вчера околу 5 часот изутрина уапсиле 3 лица на возраст од 19 до 22 години, кои од импровизирана тезга претходно украле земјоделски и други производи. При претрес на возилото со кое дошле најден е пиштол со празна рамка и еден куршум, кои се одземени од 19 годишникот. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот. Возењето во зимски услови е предизвик дури и за искусните возачи. Замрзнати врати, прозорци и брави, како и голомразица и магла по патиштата се најчестите проблеми со кои се соочуваат. Професионалниот возач Горан Хаджилјовски Чајка со совети како да го подготвите автомобилот во пресред на зимската сезона. Некогаш ќе биде доволно да импровизирате со помрсна крема што ќе ви се најде при рака, но најдобро е да набавите соодветни средства и алати. Стандардната процедура што налага со зимскиот период да се припреми возилото, многу возачи го знаат, треба да почнеме од ставање или монтирање на зимските гуми на погонските тркала. Тие обавезно да биде со 4 мм шара, затоа што тие после 7 степени на температура имаат друг ефект и прилагодување на патот. Поради стандардот, например, збориме на возачите, пожелно и сите 4 гуми да се ставени, да има зимски, али ако не дозволува стандардот, може само погонските. Доаѓа тука, проверка на течноста за ладење. Течноста на ладење може да потрае малку поиќе, сега може да се мери доколку и како. Ако поминува минус 22-3, нема ни потреба да се менува течноста. Во брисачите да се стае за течност за зимски услови за брисачи, да се проверат исклучиво светлата, акумулаторот е битната работа, затоа што во зимски период утрото, савајлето, претежно доаѓаат проблемите, акумулаторот ја има околу 40% снагата. Ја нема целосна и затоа е пожелно да се провери акумулаторот. Од друга гледна точка, замаглувањето, кога доаѓа зимски период, обавезно да се намести дувањето на вентилацијата да биде горе во шофершајбната, и за утринско незамаглување на стаклото најпожелно е, ако може да се купи средство добро, ако не со најобичен сок од лимун да се измачка стаклото од унутрашна страна и цела зима нема да ви се замаглува. За безбедно управување со возило во зимски услови едно од најважните правила според Хаджилјовски е одржувањето на доволно растојание меѓу возилата. На подолг пат никогаш да не се тргнува со полупразен резервоар, а возачите почетници пред да се впуштат во сообраќајот да извежбаат на сигурен терен возење во зимски услови. Како професионален возач би рекол што помалку маневри. Што помалку маневри со волан,
помалку со кочница, така да што е можно возилото да се држи растојание од едно до друго возило. Кога се искачувате, значи, во успон, подобро е да оставите една брзина погоре. За разлика од кога се спуштате, една брзина подоле. Значи, пожелно е исто да се има во багажникот лопатица, четка, и ако е можно, една вречица од 2 до 3 кила да има песок. Значи, за да, у случајно, ако сте сам, на погонските тркала да се стае, за да се излезе. Иначе, самото возење захтева растојание, затоа што се знае, во зимскиот период има и магливи денови, значи растојанието да биде што е можно поголемо. Во резерварот што е можно во зимски период има повеќе гориво, затоа што не знаете кај ќе одите, како ќе одите, за да имате грејење некакво си у случај на некаков си квар. Така да тоа се едни од најосновните работи. Значи најбитно е да бидете пажливи околу маневрирањето со кочницата, воланот и така. Од 15 ноември започна да се применува обврската за задолжително поседување и носење зимска опрема во возилата. Под зимска опрема за возила со дозволена маса која не надминува 3500 кг се подразбира зимски пневматици на сите 4 тркала со минимална длабочина на шарите од најмалку 6 мм или летни пневматици со длабочина на шарата од најмалку 4 мм, но и синџери за снег со адекватна големина за погонските тркала или други помагала. Предрасудите и стереотипите се главни пречки поради кои жените тешко се решаваат да отпочнат и да водат свој бизнис. Во голема мера се уште владее убедувањето дека местото на жените е во домот, а не во бизнис светот. Со околу 10% компании собственост на жени, Македонија е далеку под просекот кога станува збор за женското претприемништво. Многу малку, околу 8 до 10% се веќе некои постоечки иницијативи, има повеќе, меѓутоа во однос на регистрирани бизниси се тука некаде 8 до 10%, што е многу минимална бројка. Треба соодветно да се подржи, бидејќи ако гледаме во светот, нели, на половина 50 со 50% машки и женски бизниси, значи тој имаме се уште да го подкренеме до некој барем 35%, што е некој си национален просек или што е некој регионален просек, да. Како 35%, така што имаме уште многу работа за да го постигнеме тоа ниво. Познавачите на состојбите сметаат дека на жените им е неопходна поддршка и помош од семејството и од институциите, за да се охрабрат да ги реализираат своите идеи и да ги направат првите чекори во стопанството. Оно што треба е, значи прво оној стереотип да го тргнеме, да видиме колку ти имат поддршка од семејството, значи да ги поддржат, бидејќи сопствениот бизнис бара и поголема ангажман. Повеќе охрабрување на жените, да се надминат стереотипите, повеќе поддршка од општеството и повеќе поддршка од државата. Значи, локалната самоуправа треба да одвои средства во кои што барем почетниците ќе ги поттикне финансиски. Веќе имаме нели фонд за поттикнување технолошки развој и таму може да се аплицира, банките да со кредити, меѓутоа повеќе локалната власт и околу безбедување можеби и на овој деловен простор. Други некои советодавни улоги и посебно вработените во администрацијата кои што во секој време ќе може да им пружат помош. Во насока на поттикнување на поголемо вклучување на жените во бизнисот, во регионот на Полог се спроведува проект за развој на микропретпријатија на жени во прекугранична соработка со Албанија. Во Гостивар денес во негови рамки се одржа информативна средба. Сдруженијето на Срби и македонци, културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово, викендов што измина гостуваше во Долевац, Република Србија, каде се представи со театарска пиеса Најлепше е џачко доба, односно најубави се училишните денови. Драмската и фолклорната секција при Сдруженијето во салата на Народната библиотека приредиле музичко-сценска пиеса за деца на српски јазик, работена по истоимениот текст на авторот Власта Ценич од Србија.
Действието се одвива во училница и е поделено на 6 слики. Секоја слика решава одредени теми и дилеми со кои учениците секојдневно се среќаваат. Представата започнува и завршува со настап на фолклорната секција. Текстот е прилагоден на детска возраст, со намера возрастните да ги потсети, а децата да ги увери, дека, како што и самиот наслов кажува, во животот најубави се училишните денови. Гостувањето на Сдруженијето на Срби и македонци куд Бранко Чајка од Тетово во Долјевац било на покана на културно-просветното друштво Троречје од Кочане, родното место на авторот Ценич. Дел од програмата членовите на Сдруженијето ја извеле и во блиското место Чаплинац, каде започнале соработка со истоименото културно-уметничко друштво, пошто при посетата на Ниш оствариле средба со членовите на тамошното Сдружение на македонци. Околу 700 изложбени кафези ќе бидат исполнети со разни видови на украсни гулаби, украсна живина, џуџеста и крупна живина, украсни папагали, фазани, пауни. Викендов во спортската сала во Брвеница ќе биде организирана меѓународната изложба на украсни птици и ситни животни во организација на Сдруженијето Диамантски петел. Имаме една уникатна можност да сите љубители на украсни птици и ситни животни, сите оние особено кои што се поамбициозни, кои што сакаат своето хоби, да биде представено по пат на организирање на ваков тип на манифестации. Ги покануваме да повелат во спортската сала во Брвеница, каде што ќе имаме изложба на украсни птици и ситни животни од спортско надпреварувачки карактер. Задоволство ни е да кажеме дека капацитетот од околу 650 до 700 изложбени кафези оваа година ќе бидат исполнети. Имаме најавени гости од Република Бугарија и од Република Србија, кои што имаме на изворетна соработка во овие изминати години, кои што ќе бидат во својство на едукатори, односно на оценувачи на овие експонати. Секако соработката продолжува и со локалните здруженија од Македонија, кои што секогаш меѓусебно си даваме поддршката, односно учествуваме на нивните манифестации. Тие секогаш доаѓаат тука, навистина ќе има изложувачи, љубители, одгледувачи на украсни птици скоро од сите краеви на Република Македонија. Илиевски ги потенцира и позначајните залагања кои Сдруженијето ги прави преку реализирање на ваков редок вид изложба. Вредно е да се напомене дека нашето здружение, кое што е едно од столбовите на Македонската асоциација, еве еден извесен период напорно работиме на промоција на македонските автохтони раси на гулаби, кои што се карактеристични за одделни региони во Република Македонија. Можеме да се пофалиме дека имаме околу 13 раси специфични по нивниот изглед, кои што сакаме првенствено во рамките на Македонскиот сојуз да ги стандардизираме, а се разбира потоа патувајќи по меѓународните манифестации и изложби да и меѓународно нашите раси бидат сертифицирани, односно да имаат меѓународно признание. Вредно е да се напомене дека во неделата, во последниот ден на некој начин, имаме организирано и така наречена берза, односно купо-продажба на животни, затоа што сите кои што негуваат на некој начин и малку фамилиарен бизнис да негуваат преку ова хоби, можат навистина да нешто продадат, нешто да купат, да разменат некои примероци, односно да го надополнат својот семеен буџет, но сепак напоменуваме дека изложбата е од спортско надпреварувачки карактер, првенствено се работи за луѓе кои што долги години одгледуваат разни видови на украсни птици и ситни животни и сакаат да нивните примероци бидат соодветно оценети, а ние како организатори и пригодно да ги наградиме. Изложбата ќе биде отворена во сабота од 9 до 17 часот и во недела од 7 до 14 часот.